Благодарам. Со овој амандман има една суштинска разлика од претходниот амандман. Тоа е што со овој амандман ние бараме тие производи кои што ќе поскапат конкретно за 5%, односно даночната стапка од повластена на 5% ќе се покачат на 10%, да биде објавена јавно во текстот на законот. Зашто го бараме ова? Бидејќи тезата која што власта ја продуцира во јавноста е дека ние браниме како опозиција да не поскапат луксузни производи, но никој од нас не видел кои се производи се на таа листа. И затоа ние велиме конкретно веќе ако треба да се оданочат или кои производи треба да се оданочат, треба да биде вкалкулирано во одлуката на пратениците согласно текстот кој што ќе го има во законот на добра и усвои. Кажав и во претходниот амандман, тоа е многу лесно изводливо, доколку сака владата да биде транспарентна, доколку не сака да се скрие покачувањето на голем број на прехранбени производи, тоа зборам од аспект на граѓаните, со што дополнително ќе се засили инфлацијата кој што и така беше превисока и се уште е на едно, би кажал, ниво од 9%, за кој што многу лесно може повторно да се случи да биде двоцифрено, особено земајќи ги во предвид движењата кај цената на струјата, на енергентите и така натака. И конкретно на тој начин да покажеме дека не само ќе даде можност Министерството да уредува, туку да се носи одлука согласно тоа што ќе го имаме на располагање како предлог текст. Понатаму исто така сметам дека е многу клучно, особено за стопанството и за компаниите кои вршат увоз на добра, да знаат за колку проценти ќе им поскапи давачката по однос на овој данок. Затоа што тоа треба да се вкалкулира во сметководството и, како што кажав и за претходниот амандман, тоа кое што се средства како приход од поврат на ДДВ не идат толку брзо во исплаќањето, а сепак треба да овие компании во активата која што имат да предвидат средства и за такви работи. Не можам да ја сватам логиката и навистина не ми е јасно. И можеби за прв пат ќе се носи ваков случај да работиме на данок на додадена вредност за кој што нема да имаме листа на производи и на услуги. Имено би го искористил и моето право на збор да го прашам представникот на владата, во случајов заменик министерот, дали има информација, дали таа листа на добри и услуги која што веќе ја имале коморите, со оглед како ја имаат коморите, ако е испратена до коморите, де факто е готова, е изработена. Зошто да чекаме ние денови, за да ја објави Министерството за финансии, дали може уште денеска, најдоцна до утекот на утрешниот ден, таа листа која што ја имаат стопанските комори, каде што може да направат увид на добрата и услугите, да се објави јавно и граѓаните да видат, согласно тоа што го кажува министерот за финансии, кои 4000 производи, согласно тоа што го кажува премиерот, кои 1500 производи, повеќе нема да имаат повластена даночна стапка. Сметам дека тоа треба да се објасни и дека доколку таа листа постои, треба да биде јавно објавена. Не е точно дека некој брани некого, особено, повторно ќе се послужам со изјава на вице-премиерот за економски прашања. Тоа се за мене несериозни изјави, тоа се изјави кои што само треба вака да послужат да создадат некој ефект на затскривање, дека се перки од тајкули, дека е путер од кавијар и такви некои несериозни квалификации, затоа што вие многу добро знаете, да ги запознавам колегите и пошироката јавност, дека во царинскиот тарифник, конкретно под млечните производи, се млечните производи кои што се делат на видови, но и млечните производи кои што граѓаните ги користат во секојдневниот пазар и секојдневното користење во онаа потрошувачка кошничка. Затоа сметам дека барањето е сосема реално, барањето е легитимно и едноставно да, мнозинството ја има одговорноста на овој амандман, да, мнозинството исто како и другите законски решенија кои што не се доволно квалитетни, да не кажам лоши, ја има одговорноста, но немојте да се доведете во ситуација да го изгласате ова законско решение и потоа ви кажувам од седница на комисијата за 3-4 недели или за месец и пол до 2 вие да поднесувате измени во законот на ДДВ од која што ќе ги вкалкулирате и ќе ги дополните сите оние листи на производи и услуги кои што треба да бидат даночени со поинаква стапка од повластената. Благодарам.